Почитувани гледачи, добра вечер. Отворено студио секоја сабота во 20 часот на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ке зборуваме за претежно американската надворешна политика и интересите на Македонија поврзани со Соединетите американски држави. Новоизбраниот американски председател Доналд Трамп презеде некои чекори кои што малкумина ги очекуваа дека ќе се случат толку наеднаш и толку брзо. Односно, речиси од првиот ден започна со реализација на неговите ветувања во време на кампањата која што ја водеше за цело време. Денешен наш гостин во студиото на телевизија Сонце е Јорго Огненовски, македонец кој што живеел долго време во Соединетите американски држави, има таму своја компанија, воедно се занимава и со филмска продукција во Соединетите американски држави, мислам дека се уште имате нешто таму. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Имав компании две и моментално не работам во Холивуд, инаку во Холивуд беа двете компании. Значи ги затворив, бидејќи веќе 7 години, 8 живеам во Македонија и како председател на политичка партија Демократи, стварно немам време, бидејќи таму треба да бидеш, али моето знаење од 25 години во филмската индустрија во Холивуд секогаш ќе го носам со себе и доста ќе ми помогне во животот. Во Америка каде живеевте? Во Холивуд или во Лос Анџелес? Во Лос Анџелес, поточно во Бурбенк. Да, во Лос Анџелес имаш 5-6 градови, така да, како пример, речеме, Холивуд, западен Холивуд имаш северен Холивуд и така натаму, Беверли Хилс и многу други градови, кои што се сите тие поврзани еден до друг. Вие во Соединетите американски држави поминавте околу 3 децении од вашиот живот. Како ја оценувате американската надворешна политика, која што е низа години наназад, малку имаше една константа се до овој момент додека дојде Доналд Трамп со прекинувањето на USAID, односно запирањето на тие програми и со низа чекори кои што ги повлече, можеби несвојствени за американските политичари и председатели до сега. Видете, Америка, ќе зборувам Америка, си има своја политика, како и сите држави во светот, поготово суперсилите, Кина, Русија, Европа. Се 4 суперсили во светот, кои што секогаш се борат за својот народ, се борат за себе, нивните држави да бидат на пиедестал и да бидат секогаш економски мојкни и безбедни се разбира и така натаму. Политиката на Америка е многу интересна, бидејќи како супервелесила, денес гледаме самите дека светот се менува, како и секојаш се менува, светот не седи во место. Русија, Кина и други држави сакаат исто нормално да владеат со светот. Не да владеат во негативна смисла на зборот, но да доминираат, поточно кажано. Јас, човек кој што живел во Америка, сум амерички државјанин, ја поддржувам Америка и америчката политика. И ова што ни се случува сега со Доналд Трамп за многу луѓе ги изненадува, но јас тоа го поздравувам затоа што неговата политика е нешто ново од политиката, да речеме, на предходниот председател Џо Бајден и сака да се наметни и во истиот ден кога беше заколнат како председател, во првиот сат потпиша повеќе од 100 закони, што е многу ефективно. Се разбира, не можам да кажам да се мешам во политиката буквално и да му давам своje мислење како многу од наши аналитичари кои што нон-стоп дават некое мислење и ги учат или ги советуваат наводно овие супервелесили. Мислам, не е мое тоа да го кажувам, само едно можам да кажам за Америка, дека ова што го прави Доналд Трамп е промена и верувам, како и што сам ја кажа, дека се бори против криминал, бидејќи укинување на УСАД не е тоа окинување. Тоа е еден момент каде што сакаат тие да испитат дали постоело некој криминал или како се трошат парите на америчките граѓани. Што јас го поддржувам, се разбира тоа, но нема тоа да се укини тотално.
Верувам дека председателот Трамп и неговите советници тоа ќе го продолжат, бидејќи Америка е земја каде што има пријателски односи со многу земји во светот, не е само Европа, и доста помага во светот. Во Македонија негде има околу цирка $1 преку USAID внесено како директна американска помош. Најмногу имаат инвестирано во судството, а судството има 2% доверба. Потоа имаат инвестирано многу во плурализам, развој на демократија и демократско општество. Во Македонија нема демократија и демократско општество. Колку овие показатели беа иницијатива? Јас само Македонија спомнав како една држава, тоа е речи се секаде, особено во регионот на Балканот, видно придонесе за една таква инстант одлука на Доналд Трамп да замрзне 3 месеци целосно функционирање на USAID и да направи целосна ревизија. Видете, тоа не е... Да, потпиша закони и така натаму, стопира, како што кажав, за да види што се случува со парите на америчките граѓани, бидејќи Америка секојаш била хумана држава. Доста е вложила во светот, доста помага, не е само за некои си политички или не знам други цели. Америка помага на сиромашни луѓе. Америка помага со лекови, вакцини и така натаму, значи во земјоделството. И се разбира и многу други области, поготово кај нас во Македонија. Ние кога зборуваме, стално некој спомнува Сорос, па противниците на Сорос вика дека тој ете инвестирал за да прави проблеми во Македонија и така натаму. Доналд Трамп, председателот, сака, точно како што кажав, да види каде се трошат парите. И после кој ќе се установи дека парите се трошат и како што се трошат одредена сума на пари, се разбира кога беше и председателот Џо Бајден, и пред тоа, бидејќи УСАД постои со години, 30 години постои. Па нормално, значи и републиканците и демократите на власт. Значи едно што јас пак ќе кажам, го поддржувам председателот, е добро да се види, бидејќи ние во Македонија добивме во последните 30 години повеќе од $1 милиарди, од кои 500 милиони амерички долари се потрошени за реформи во судството, а нема никаква реформа, напротив, судството во Македонија станува покриминално, имаме судии, честни, има повеќе судии нормално кои што се честни, но таа мала група на судии или јавни обвинители го уништија судството. И ние како граѓани овде не се спроведува правда. Ако знаеш некој, ако имаш многу пари, имаме случаи кои што можам слободно да спомнам со овие наши милионери, милиардери кои што искрадија милиарди милиони и не лежат по затвори или лежат многу малце, парите му остана или нешто малце се земени, а што е најлошо, лани во собрание, јас ги викам ненародни пратеници, тие што гласае, го променија кривичниот законник. Ги намалија казните. Значи за злостоничко здружување против народот, државата, казната беше од 1 до 10 години, што јас сметаме тоа многу малце, бидејќи ти прави злодело на една држава, ги крадеш парите, уништуваш народот. Тие се намали од 1 до 3 години и многу дела знаеме за старија. И најстрашно што е од ова, не дека само тие нема да лежат во затвор, се ги задржаа милионите милиарди. Значи ова е неверојатна работа. И јас како човек и демократ не се сложувам со овие работи и нормално сакам во Македонија да се зголемат казните за криминалците, поготово за функционерите, политичарите, криминалци. Значи не можете вие да бидете градоначалник или да бидете премиер или што и да сте, значи вие даена довербата од народот, ви изгласеле за да работите за нас, вие крадите нон-стоп. Ние ко демократи секојаш велиме дека минимална казна за овие луѓе во зависност од колку како што направиле злодела, колку пари украли, колку ја оштетиле државата и народот, да бидат казните од 10 до доживотно. Вие од Соединетите американски држави дојдовте, се преселивте назад во Македонија. Претпоставувам таму можевте и понатаму убаво да се живеете.
Вие, Ѓорџ Атанасовски, сте двајца македонци од диаспората кои што овдека отворија и пробаа да направат свои партии да сменат нешто во политиката. Колку вашето искуство од Америка овдека, американската политика и овде во Македонија ви донесе разочарување или пак можеби охрабрување? Видите, прво можам да кажам за Ѓорџ Атанасов, господинот, го ценам и човекот се труди, вложува во Македонија, вложуваше во Македонија и ден денес вложува, значи, нешто за пофалба и сака, отвори партија, сака да направи промени. Промени нешто што нема да биде ајде ќе отвориме партија да го крадиме народ. Значи да крадиме државата. Напротив, дај да отвориме партија за да ги промениме работите, да ги тргнеме овие лопови од власт и се разбира единствена цел е да се работи на врвна економија, здравство, образование, инфраструктура, животна средина и да се води грижа за сиромасите, за пензионерите, за болните и така натаму. Значи ние еве јас слободно можам да кажам, живеејќи повеќе од 30 години и Ѓорџ, господин Атанасов, живее повеќе од 30 години во Америка, е бизнисмен кој што сака да помогне и ние сакам да воспоставиме систем, правичен систем, да завладее правото, да нема политички криминал, тој треба да се уништи како таков. Не може некој да биде градоначалник и да мисли цел ден како да зема пари само од тендери, поточно да плачка буџетот на општината или на државата ако е функционер, ако е министер и така натаму. Вие си ја пробавте силата на овие избори. Не поминавте онака како што може би очекувавте и посакувавте. Дали има таа демократија во Македонија како што, например, би требале да цениме кој нашиот стратешки партнер, Соединетите Американски држави, бидејќи Македонија и Америка потпиша договор за стратешко партнерство во кое што Соединетите Американски држави и ја признаа државава под уставното име во време на Џорџ Буш и направија низа активности кои што требаше да помогнат на Македонија да исплива напред. Америка е најголем пријател на Македонија. Америка помага. Ако не е Америка, Македонија можда и немаше да постои. Значи Америка не дозволува некој да растура Македонија и еве зато и Македонија е примена во НАТО, се разбира, и сега се бориме, и Америка исто помага во тоа да се влези во Европската Унија, бидејќи ќе имаме огромни бенефици. Значи, јас едно само можам да кажам дека ние во конкретниот случај, јас како човек, како демократ, кој што има искуство и во Америка и живее веќе повеќе од 7 години тука, се борам да завладее демократија како што постои демократија во многу држави и во Америка. Поготово се борам да се промени криминалниот изборен законник. Спомнавте дека ние настапивме на избори лани на парламентарните избори во мај. Лошо поминавме, па сигурно. Видете сега што ни се случува. Значи во секоја изборна единица настапуваме во 6 изборни единици. И ни даваат во сите 6 изборни единици исти гласови. Тоа е невозможно. Затоа што ако јас сум во изборна единица број 1 и имам уште кандидати со листи во 5 други единици, не можеме ние по 150-200 гласови да добиваме сега. Невозможно. Знам дека во системот изборниот законник е криминален, донесен на еден легален начин во собрание, бидејќи тоа го прават овие големи криминални политички структури, здруженија, тие веќе не се ни партии, кои што си носат закони во нивна корист, како што спомнав законот за кривичниот законник, за да не лежат по затвори, за да им застарат делата, бидејќи многу пари си има искрадено, милиарди од Македонија. Така јас верувам дека длабоко ние мора да работиме, да промениме и работиме за да завладее демократија. Нема во Македонија демократија. Во Македонија постои диктатура, државата, македонската држава. Овие криминалци, политички структури кои што се на власт не само сега, 33 години, бидејќи тие поголемите овие злостолнички, јас да кажам здружение, партии кои што владеат секојаш на централно и локално ниво. Секојаш, независно, ако се моментално е да помане на власт и тие формираат влада, значи колку имаме градоначалници од СДС?
секогаш се на власт, верувајте, само малце некогаш повеќе имаат представници како градоначалници во советите на општините, бидејќи имаме 80 општини, а исто така ако се во централна власт, како моментално сега, кои што се остануваат влен и знам, и за жал, тука не е тоа влен и знам. Влен е равно на Дуи, бидејќи Меджети беше секојаш главен од Дуи, и само си го смена адресо и еве колку да го залажи народо, ние имаме нова партија и исто така Максим Димитриевски, кој што беше секојаш главен човек на СДС, кој што вриштеше, викаше од во 2016 години и да се и промени името, и учествуваше во времето на Бранко и на Зоран Заев, кога тие уништуваа, плачкаа, приватизација, значи тој беше дел од ова што ни се случува. И сега јас сум некое движење, глупост не видам. Какво движење? Ти си еден обичен отпушок од, како и Меджити, од СДС, конкретниот случај за Максим, и исто Меджити е еден обичен отпушок од партијата Дуи, кој што и двете тие партии беа тешко криминални партии. Дали имате, предпоставувам, имате пријатели во Конгресот и во Сенатот, бидејќи македонците во Соединетите Американски држави, колку што знам, успеваат и се донатори, некои ке републиканците, некои ке демократите, имаат некакви блиски релации со некои сенатори, конгресмени и така натаму. Колку тие блиски релации може да помогнат, еве искрено од вие како американец кој што се дошле во Македонија, пошто имате двојно државјанство, и како Атанасовски, и како уште низа други, еве го Крис Павловски, например, кој што сега активно се зазема некоја улога, реално може да и помогнете на Македонија, колку реално сметате дека оваа администрација на Доналд Трамп, каде што за прв пат имаме неколкумина негови блиски соработници кои што се пријатели со наши македонски бизнесмени, може да направат нешто повеќе за државава, барем да не демократизираат ако ништо повеќе. Види, спомна Крис Павловски, господинот е супер. Тој потекнува од македонска фамилија, живее таму е роден. Човек кој што е формирал компанијата Rumble, да, компанија слично на YouTube и така натаму. Значи, успешен бизнесмен и сигурно сака да помогне и многу како него, кои што се успешни бизнесмени, поготово ако имаме македонски политичари. Моментално немаме македонски политичари, јас што сум се свесен и што знам да бидат сенатори и така натаму, но нашата конекција со одредена група на луѓе и бидејќи сме ние државјани на Соединетите Американски држави, ние можеме доста да помогнеме со тоа што бидејќи тие сакаат да ни помогнат. И верувајте ми, независно на демократи и републиканци, сенаторите, ќе дам еден пример, најмоќните луѓе во Америка, со гувернерите и така натаму, кои што можат многу да влијат во Сенатот, да одделат и финанси и да се изборат, како што се бори сега, конкретно случај амбасадата на Америчка и амбасадорката и предходните, значи може многу да се помогне. Бидејќи тие се луѓе кои ќе зборуваш со нив, кога зборуваш за борба против корупција, борба против криминал, кога зборуваш дека сакаш да креираш од нашата Македонија една врвна економија, со сите тие елементи од врвно здравство, образование и така натаму, секогаш се спремни и јас верувам и се надевам дека можеме луѓето како Ѓорđ Танасов и други луѓе што ги имаме, Крис и така натаму, и јас што знам некоја одредена група на луѓе кои што би можел да зборувам. Сега во моментот, значи немам некој име да кажам дали, нормално можем да се јавам вика и Крис, како што и премиерот беше таму, но независно од тоа, значи може да се делува Америка да ни помага, бидејќи стварно Америка е наша пријателска земја и ни е најдобар партнер. Пак ќе кажам, ако не беше Америка, Македонија можеше и да се распадне. Бидејќи ние имаме доста непријатели натре во Македонија, а имаме и доста непријатели од надвор наши соседи и така натаму, кои што не сакаат да ја видат Македонија една единствена.
напротив, сакаат да ја распарчат и да ја ослабат и така натаму, но тоа нема никогаш ние да дозволиме. Македонците, а се разбира и другите народи и народности кои што живеат, повеќето ја сакаат Македонија, тоа е нивна држава, како и наша, и секогаш ќе се бориме за спас на Македонија и не само за спас, ќе се бориме и ќе се избориме еден ден Македонија да биде функционална и правна држава. Вие веќе можете овдека и политички да делувате. Се ближат локалните избори. Впрочем, вие сте и председател на партијата Демократи, па последниве 10 минути 15 од овој разговор ќе ги свртиме на домашно тло. Еве малку да направиме, да поразговараме на таа тема. Кои се вашите активности сега за следните локални избори? Дали воопшто размислувате да учествувате на тие локални избори? Дали размислувате да поднесете кандидатури за градоначалници, совети и така натаму? Ние се спремаме, постоеме 6 години како партија. Учествувавме на претходните локални избори, на парламентарните учествувавме, на двата парламентарни избори и ќе учествуваме на локалните избори. И исто така повикуваме до граѓаните на Македонија, сите свесни граѓани, интелигентни, хумани граѓани, кои што честни пред се, кои што сакаат да се борат за нешто подобро, бидејќи ние повикавме да се пријават на нашите листи од цела Македонија, бидејќи Македонија има 80 општини, ние како партија сакаме што повеќе да бидеме застапено во повеќе општини и да имаме кандидати за градоначалници и работиме на тоа интензивно. Ја користам приликата повторно да и повикам граѓаните слободно да се пријават на нашиот имейл, кој што е ognen.jo@yahoo.com, и имаме исто ние на Facebook информации, имаме на нашата веб страница demokrati.mk, каде што може да ни испратат своje CV и се разбира што е тоа што ги мотивира да бидат на листите на Демократи како кандидати за советници или градоначалници и не мора да бидат и никош не мора да бидат дел од Демократи или да бидат членови. Сигурно настапуваме, максимално ќе се потрудиме на што повеќе општини, бидејќи за жал ние нема да најдеме добри кандидати на листите на СДС, ДПМН, ДУИ, ВЛН, ЗНАМ и така натаму и други партии, бидејќи нивното се виде, нивните дела, веќе 33 години, се виде што направија за Македонија, за жал ја секојаш велам, и никогаш еден денар да не краде, значи да не украде, тие се неспособни да водат ова држава. Зошто? Бидејќи делата ни покажуваат Македонија не седи, некои луѓе зборувам, вика, ништо не се менува. Не, напротив, ние пропаѓаме секој ден. Со секој изминат ден пропаѓаме. Пропаѓаме економски. Гледате што ни се случува, сиромаштија не види.